Најпрвин би сакала да го честитам овој голем јубилеј, 80 години постоење на Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Битола. Значен јубилеј за институцијата и секако и за општина Битола. Кога ме поканија како редовен посетител на библиотеката да дадам свое видување за ова културна институција, малку размислував зашто јас би требало да зборувам. Што да кажам, а да не изнесувам веќе познати факти. Се решив да ви дадам мое видување за делот од библиотеката, кој што во моментов јас најмногу го користам, а тоа се читалните. Читалните се моето прибежиште, тие се место каде што секогаш го наоѓам својот мир и можност за интелектуална работа. Таму можам да се фокусирам на читање, на истражување и пишување и можам непречено да размислувам и да се посветам на своите интелектуални интереси. Јас ќе се обидам накратко да ги опишам, со надеж дека ќе ги приближам библиотеката и читалните до сите што се обидуваат да најдат мирно место за средба со своите мисли. Јас така ги нарекувам читалните. Секоја читалница е посебна целина со свој карактеристичен белег. Има класична читалница, погодна за работа на компјутер, потоа читалница која е конципирана во чест на нашиот познат драматург Горан Стефановски, каде што во еден опуштен стил, седнат на софа или фотелја, можеш да уживаш додека читаш, а пред очи ти се безвременските цитати од неговите најпознати дела. Третото место каде што можете да се посветите на своите пасии и да прочитате литература која не е дозволено да се изнесува од библиотеката е дневната соба. Во неја сум имала можност да се запознам поблиску со дел од вработените, за кои имам само пофални зборови. Професионални, културни и љубезни, помагаат да го најдете токму она што ви треба, без разлика дали станува збор да побарате книга, информација или само размена на една позитивна енергија која ќе ви го разубави денот. За крај, да кажам, за мене лично библиотеката е едно преубаво свратилиште, во кое и преку кое децата, но и возрастните, може да отпатуваат во светот на фантазиите, размислувањата и себе пронаоѓањето. Се помалку имаме такви места, па ајде да ги чуваме, да ги посетуваме, да ги користиме и на тој начин взаемно да си помагаме. Честит јубилеј, драга библиотеко, ти пожелувам уште многу успешни и продуктивни години во иднина.